денес се навршуваат 123 години од формирањето на првиот комитет на тајната македонска одринско-револуционерна организација во Кавадарци после Солун. Ако погледнеме наназад во историјата, ќе видиме дека целата историја на македонскиот народ е исполнет со буни и востанија кои имале за цел ослободување на македонскиот народ од туѓа доминација. Така биле кренати Мариовската буна, Карпошевото востание, Кресненско востание, Разловечкото востание и други. Меѓутоа сите тие завршија безуспешно. Се увидело дека има потреба од формирање на една цврста и силна организација која ќе го сплоти, обедини македонскиот народ во борба за негово конечно ослободување. Ете тоа било причината што една група македонски интелектуалци револуционерно определени по долги и сериозни разговори во Солун, во куќата на книжарот Иван Хаџи Николов, на 23 октомври 1893 година ги удриле темелите на ТМОРО. Во првиот состав на организацијата влегле доктор Христо Татарчев, Христо Батанџиев, Андон Димитор, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов и Дамјан Груев. Статутот на организацијата го изработиле Дамјан Груев и Петар Поп Арсов. Според член 1 од статутот, организацијата била тајна и револуционерна и се простирала на територијата на цела Македонија. Член на организацијата можел да биде секој кој што е роден во Македонија без оглед на вера и народност. Една од најзначајните определби било извојување на политичка слобода по пат на револуционерна борба. Меѓутоа значајно прашање било и проширувањето на организацијата. Токму затоа, во средината на месец јули 1894 година, Дамјан Груев посетил неколку града во Македонија. Најнапред бил во Штип, каде му било понудено да работи како учител, но во тој момент услови за формирање на организација немало. Преку Радовиш и Неготино, на 15 јули, Дамјан стигнал во Кавадарци. Тука го побарал Иванче Минчев, негов соученик од Солунската гимназија. Од него побарал да му обезбеди луѓе со кои може да говори за училишните проблеми и проблемите во тековната училишна општина. Од тука заминале во куќата на Пане Иванов, главен учител во Кавадаречкото основно училиште. Набргу Даме се уверил дека има работа со сериозни и предани луѓе, пред кои не треба да има никакви тајни. Тогаш станал и им рекол: другари, да не седеме повеќе со скрстени раце и да чекаме како се коват нови пранги за нас. Ние во Солун формиравме организација чија што цел е извојување политичка слобода по пат на револуционерна борба. Тогаш ги запрашал дали тие би сакале да станат членови на таква организација. Откако добил потврден одговор од сите, Даме го извадил преписот од статутот на организацијата и пред Евангелието, револверот и камата положиле заклетва на верност према организацијата. Во првиот состав на организацијата влегле Пане Иванов, кој бил избран за председател, Иван Минчев, Јованче Велков и Јанаки Илиев Ќурчиев. Според доктор Ѓорѓи Христов Константинов, кој што ја напише монографијата за Даме Груев, негова докторска дисертација, Кавадарци ја има таа чест да биде прв град во Македонија во кој што е формиран првиот комитет во Македонија после Солун, а сите останати комитети во Македонија се формирани подоцна. Во наредната 1895 година Груев бил повторно во Кавадарци и бил многу среќен и задоволен што организацијата била проширена во сите, па дури и во најоддалечените места во Тиквешијата. Нека им е вечна славата на членовите на првиот комитет на ТМОРО во Кавадарци.